И па добре дојдовте уште во еден Анекта подкаст по 3 месеци. Тука со поддршка од Трн во око и Магде, во просториите во кои ги снимаме, и со нашиот нов пријател Илика Кафе книжарница. Решив малце да имаме некој поинаков стил на подкасти, односно да разговараме за критики и предлози за филмови, серии, книги, подкасти и што и да ни текне. Со мене се Ели Пешова и Денис Абдула. Добар ден. Не знам како попрво да ве представам, затоа што луѓе ве знаат од различни периоди, од различни места, така што сме на екипа, ајде да кажам, сестрана. Со повеќе Како професии, љубители на книги и филмови. Да, меѓу другото. Прво да ве прашам како сте, што има периодов? Добро е, супер. Јас што туку се вратив од САД, бев во Њујорк и во Мајами, сега сум малце во таа фаза, неколку дена само сум во Скопје и сум во таа фаза на некој културен шок, во кој што си ги наоѓам маните во Скопје, си ги наоѓам предностите за животот тука и така. Фала ти што дојде, затоа што после летање 2-3 дена веројатно уште не си одморена. Што има кај тебе, Денис? Ја не бев во Њујорк и во Мајами. Ништо во овој период немам некои професионални обврски, одмарам. Единствено нешто е нели trn.mk и така убав период е кога имам само една работа, немам 3. Што е ретко, нели? Да, што е ретко, да. Па да почнеме прво со сериите. Ајде. Бидејќи многу стриминг сервиси, да, многу се гледа, многу се споделува, многу нели на Facebook групи има. Јас ќе почнам со една серија од Sky, затоа што забележав дека во последен период имаат многу добри филмови и серии, или јас можеби некако бев долг период заглавена со Netflix, па ништо друго не гледав. Серијата се вика Sweet Pea. Тоа е уствари еден, ајде да речеме, надимак на главната хероина во филмот, што и го дава шефот на работа. Она работи во еден локален весник во Велика Британија и филмот, серијата почнува така што она е премногу изнервирана во автобус, зошто мажи не сакајќи ја допираат, зошто на работа и го грешат името, тука можев со нејза да се поистоветам, затоа што јас викам Теодора, цел живот луѓето ме викаат Тамара, многу слично, нели? И кажува кого се ми оди да убијам, на работа никој не ме забележува, татко ми е пред умирање, ме зафркаваат луѓе на улица, имала проблеми со, тоа беше некоја состојба каде што поради нервоза и анксиозност и корнала косата и морала долг период од своето детство да носи перика. И набројува, значи нервозна е. Може секој да се поистовети со тоа како изгледа еден обичен ден кога работиш и живееш во Скопје, така што до тука, до тој дел во првата епизода секој ќе се пронајде. И во еден момент во првата епизода нејзиниот татко умира, што е единствената поддршка. И доаѓа сестра и кажува дека треба да ја продадат куќата, што е единствената работа што е останата и од татко и од детството, нема никој друг на светов девојкава. Оди на работа и му кажува на уредникот, ја веќе не можам да работам кој административец, уствари не го работи ни тоа, туку ја шетаат кај стигнат, она сака да биде новинарка. И викаат кога ќе размислиме, не знаеме дали ќе те ставиме тебе, и умеѓу време носат маш што го вработуваат на незиното место. И тука почиња незиниот нервен слом, ствари, вечерта кога излегува во град, ги гледа девојкиве што ја малтретирале кога била девојче, кога била основно и средно. Тука има кавга една голема, се кара со нив, драми прави и оди да плаче надвор и ја напаѓа еден човек, односно не ја напаѓа, нели британците се познати по тоа што пијат многу и мочат кај стигнат и не ја гледа дека седи таму и она го убива човеков. И сега натаму нема многу да зборам, зашто ќе открием што се случува.
Многу е интересно направен филм, серискиот, иако почнува многу споро и мислиш дека нема да те задржи да ја пуштиш следната епизода, мини серија е, сега заврши, не кажа дали ќе има втора сезона, иако во последниот кадар од серијата може да се каже дека може да заврши тука, ама може и да продолжи, инаку не ми текнува ично името на девојката, ама ако го гледавте Fallout, што е од игрицата направен, на многу специфична фаца, има крупни очи девојката. Кастот другиот нема некои многу познати актери, ама ми изненадија Sky какви серии периодов вадат, така што ако и вас ви интересира и тие што слушаат крими драми, има некои на некои моменти оној предпознатлив британски хумор каде што не го очекуваш, а баш добро се вклопува. Може да ја најдете на Sky. Сега видов дека Sky има со Netflix некои многу добри договори за пакет да се купи и да ги имаш двата стриминг сервиси. Не знам дали ќе има втора сезона, јас се надевам дека ќе има, затоа што првин мислев дека од оние серии као можам да предвидам што ќе се случи, зашто те влече цело време да ја гледаш наредната епизода, ама не е така што ете. Предпоставувам дека чека да видат какви ќе им бидат резултатите од профитот и од гледаноста, па да, да одлучат дали ќе одат заврши. Да. Секогаш има такво едно или прашалниче што останува дали ќе води кон нова сезона или не. Ме потсети ова, мислам дека и го зборевме ние во една пригода, ова што кажа скопскиот живот, нели го зборевме и Биф. Да, исто тоа почнува. многу е сличен во својот наратив, нели, на двајца странци кои што им се спојува патот додека возат кола, односно почнуваат еден со друг, нели, да се провоцираат и да се иритираат, и тоа продолжува после надвор од колата во приватниот живот. Меѓутоа, да, тоа е тоа, колку малку ствари треба некогаш да се што се наголемило врз животот, со едно пукање да излезе целата анксиозност врз некој непознат лик во кола со отворен прозор. Да. И таа не знам дали ќе има друга сезона или заврши, мислам дека одамна таа ја заврши, гледав. мислам дека беше минатата година, таа беше хит некаде. Може да беше и 24-та, ама на почетокот. Па ни се чини дека била одамна. Таа беше со оваа стендап комичарката Еми Вонг. Да. Кажавме Или Ели Вонг, имињата како сите беше. дека... Да, дека сме слави со имиња, да, ама затоа што гледаме многу. Ели Вонг, Еми И Вонг. години ви имаше Да. многу, бидејќи корона беше, нели Да, има да, протести, да. исто Да, во во индустријава и затоа немаше... Наеднаш излегува долго многу време. нови работи. Да, иначе Биф не беше мојот избор во серија. Да, рековме да, во спад што ни текне. Да, во спад што ни текне. Мојот избор беше Only Murders in the Building. Не е тоа некое ремек дело од серија, меѓутоа јас генерално си сакам научна фантастика, мистика, дистопија и така натаму. Свативме тоа од предлозите од вас двајцата, па мораше нешто да И реков, вметнеме окей, друго. малку да ставиме нешто по-лајт, да не испадне дека сме некои мрачни ликови кои што нели живеат во некои нереални светови. Мене многу ми беше забавна Only Murders in the Building, особено првите 2 сезони, мислам дека сега е до 4-тата. Малце ја успорија веројатно трудејќи се да го задржат нивото. Верувам дека и самите автори не очекуваа дека ќе им биде таков голем хит, иако екипата која што учествува, значи Селина Гомес, Стив Мартин и Мартин Шин, кој што е мојот омилен лик, бидејќи навистина пресмешен, вака прилично неспојиви како комбинација, но феноменално функционираат. Дијалозите се пресмешни, се многу нормални и веројатно тој некој хумор кој што мене ме потсети на некои старите втелиџански денови, во кои што малце така и хуморот и начинот на комуникација меѓу луѓето и тој живот, бидејќи станува збор за соседи, нели, кои што живеат во иста зграда, ме потсети на тоа малското живење во кое што као се трудиш да не ги знаеш луѓето, ама на крај ги запознаваш со оглед на околностите, инаку е многу интересно бидејќи тоа се 3 луѓе различни, нели, скроз кои што живеат во една иста зграда во Њујорк на 5-та авенија.
под различни услови таму стигнати да живеат во скапи станови и фасцинирани и навлечени на еден конкретен подкаст, да, кој што решава као наводно некакви крими мистерии, се до моментот додека тече една епизода од тој подкаст, кај нив се случува некое убиство во зградата и мора да ги нели да ги извадат сите жители од зградата и во еден кафич они навлечени на подкастот сваќаат дека ствари го слушаат истиот подкаст и им текнува тука нели на тројцата зашто некој таму би правел подкаст кога ние имаме вистинско убиство у нашата зграда, нашите комши почнуваат да прават таа некаква истрага која што е пресмешна, нормално дека како и во секоја комедија е на моменти и нереална. Меѓутоа оно што ми се свиѓа дека хуморот не е патетичен, не е очекуван и на моменти се фаќав себе си дека се смеам на глас што одамна не ми се случило. Заради тоа што е судирот и на генерациите, значи генерацијски разлики од тоа нели како да технолошки управуваш со мобилниот телефон до како да снимаш подсетници и така натаму, нели оваа постара генерација на Мартин Шин и на Стив Мартин наспроти Селина Гомес, која што све знае за технологии и така натаму. Меѓутоа точно некои поенти кои што различните генерации ги истакнуваат и да ги кажеш на пример во лице на луѓе, нели на таа возраст, веројатно некој ќе се навреди, но вака кога ќе ги погледнеш во серијата, имаат скрос има место каде е и зошто е тоа така и како да си правиш, добивам впечаток дека некојаш како да си правиш смешка на своја сметка, што е онака врвно по мене во смисла на интелигентен хумор користење. Така што да не откриваме нели понатака, меѓутоа серијата станува голем хит и во текот на самата серија во споредни улоги, значи толку е голема и толку е забавна што за Мерил Стрип толку се изненадив. Да, влегуваат на вистина, значи во првата сезона се појавува Стинг еден од комшиите во зграда, значи буквално се појавува Стинг и во еден момент тројцата будалетинки нели го сомничат Стинг како можен убиец, што е стварно смешно. Толку станува хит што големи звезди од типот еве на Мерил Стрип се нафаќаат да бидат во споредни улоги само заради тоа што им е забавно учеството во таков тип на серии. Претпоставам дека и Холивуд одамна не прави толку easy going серии, нели во све нешто се гледа некаква уметност, па што понесватливо тоа подобро. Ова е баш онака стрейт хумор кој што самите епизоди се кратки, по пола сат, мислам, баш е некоја пауза меѓу мисли да си направи човек и навистина мислам дека ја има на HBO, ако не се лажам или нешто така, и се навистина пошто на сите стриминг платформи гледам, немам појма што каде беше, во секој случај сигурно сум дека веќе може да се даунлодира, да се симне, меѓутоа мислам дека на HBO ја има достапна во 4 сезони. Ти Денис успеа да изгледаш? Која серија? Only Murders. Не, ја морам да ви кажам дека многу ретко гледам, затоа ми се сериите скоро 2 години стари, да речеме. Порано гледав доста, но сватив дека малце ми губат време, има премногу наплив на серии информации кои што мислам дека во овој момент не ми се потребни, поише не знам. Поубаво ми е периодов последниве година дена да нешто што не сум го правил толку често порано, да исчитам книга или нешто што е сериите ми се некако више тумач, мислам. Да, и јас исто така имам неколку платформи кои што ги пратам, но пробувам тоа да го сведам на минимум. Кој беше твојот предлог за Severance? Таа од пред 2 години трае уште, јас не успеав. Таа од пред 2 години најверојатно и повеќето луѓе веќе ја гледаат. Да. На серијата е на Apple TV+. Доста интересна приказна. Која што се случува, да речеме, во одреден дел од серијата се случува во екстериер, надвор. Моментот кога се случува главното дејствие, тоа што ќе го кажам сега е нели тригерот на целата серија, се случува во студио. Така да захтевно не е некој преголем залак да не знам, не би можели ние да ја направиме.
би можеле да направиме, треба некој да ја напише за почеток, па да Што е изрежира. најтешкиот дел. Да, за жал. Тоа е серија која што сега ќе пробам да не откриам све. Која што се бави со луѓето кои што работат во една корпорација и за да влезат во таа корпорација, за да направат договор, они имаат едно правило, треба да се направи како еден вид на операција каде што нели вработените што сакаат да дојдат на позицијата за која што не знаат што е работата и која е позицијата која што треба да работат и никој таму не знае што уствари работи, треба да потпишат договор дека приватниот живот, тоа што е надвор од работата и животот внатре во таа огромна фирма не треба да имаат вработените сеќавања за тоа што им се случува приватно надвор од работното место. Така да тие сите влагаат во еден лифт, неколку вработени влагаат во еден лифт и од првиот спрат до последниот не знам кој спрат таму негде високо горе. Има да го наречам како еден вид на трансформација или операција каде што во лифтот се случува целото дејство и они више горе на работа не се сеќаваат ни на својата фамилија, ни на ништо, знаат, се сеќаваат на колегите со кои што работат, но не знаат ништо за својот живот надвор од таа институција и изгледа доста интересно. Тоа е нешто што највеќе исто така ме привлече, фотографијата, начинот на тоа како се решени режисерски кадри. Не знам, има нешто што е доста интересно, а тоа е така малце личи на некоја па да наречаме комунистичка фирма која што има само зелен тепих, бели ѕидови, некои компјутери во вид на Commodore 94, некоја тастатура вдлабната на самиот деск, на самата маса. И тука се случува целиот пресврт каде што доаѓа една нова вработена која што во одреден момент како што доаѓа на работа сваќа дека нешто се случува многу поголемо од тоа што они сметаат дека се случува, тоест дека нешто прават кое што не е окей, не е добро пред се за нив и за општеството. Тука почува целата приказна и не знам, естетски стварно мене ми се допаѓа многу ретко знам да се задржам на серија, најчесто знам да сменам после првата епизода или втората, така да не знам, ето тоа е мојот предлог. Да, за добри серии клучен е пилот. Значи пилот епизодата Првите е клучна. две епизоди, Ако не те закачи и да ти кажат, абе слушај, ја изгледај ги првиве 2-3, знаеш, после да дејството, да, ама и не. 15 минути, може и тоа е погрешно, ама ако првата епизода не ми се мислам, тоа е фер, ако едноставно не ти се допаѓа, тоа е тоа. Сега мислам, во киносала можеби или во театар е тоа нема чудно да се направи, Да. Па мене ја не би направил така, да, иако ми дошло многу често да го направам тоа, ама ова е полесно за тоа што можеби можеш да го смениш во било кој момент или да. Кратки се епизодите, брзо се гледа. Мене не ми стасала на ред да ја гледам реално. Мене, да, целата приказна веќе кога сконтав за што се работи и самото сценарио мене ме привлече и сакав да видам што се случува таква серија до сега. Таков тип на сценарио до сега јас немам чуено и сретнато и секогаш можеби се закачувам за тоа што не знам, прв пат ќе го чујам како идеја. И тоа ми се допадна највеќе, тој начин на таа трансформација од приватен живот до само горе еден до лифт. Ние сме веројатно тука во иста линија затоа што очигледно дека овие дистописки и по линија на некои мистики на граница со научна фантастика тип на серии книги ни се допаѓа затоа што е некаква дава некаква можност да се не знам тоа дејството некако да просто ти не се прашаш како е тоа возможно физички во лифтот кој ќе се качиш, нели да ти се смени свеста. Ама тука ти е нормално затоа што го знаеш дека во тој жанр не ги поставуваш такви прашања на кои што нема одговори, едноставно си ги даваш во главата. Или едноставно е предобро напишано тоа, мислам, за да ја му поверувам, мислам. Нормално битно ми е да поверувам во целата приказна и целиот тригер што се случува. Ако
не му поверувам у првите неколку минути или не Ако ми е не те јасно, купи, тогаш да. Но сега да не откривам, тука многу добро е све објаснато и Бен Стилер беше, да, Бен Стилер е шоуранер на серијата и е еден од режисерите на истата серија, човекот кој што сме го гледале во комедии, кој што никогаш ја у животот не би помислил дека може да одглуми. Не игра во серијата, туку е шоуранер е човек кој што да речеме еден вид на продуцент, да. И режисер. И да, најчесто он продуцирал и режирал некои лесни лимунада филмови кои што се за пошироката блокбастер публика у Холивуд. Ама ова е нешто многу поразлично од него. И не знам, ја препорачувам на сите. Во контекст на она што го прасуваш, дали се кратки или долги епизодите. Например, еве во Only Murders in the Building, тие се кратки, меѓутоа тоа е комедија и некако држи тој жанр да е така. Кога се 45, кога се добри епизодите, јас на пример сега ја загледав, сега почна, значи Dune Prophecy, значи тоа е серија исто која што е како дејството се случува 10.000 години пред Dune филмот. Ми се чинеше дека тој саат и 10 минути прекраток ми беше, затоа што ама тоа е нешто што јас го обожавам и свикаш наследната, па не искача следната, нели не се како Netflix да ги вади во пакет, на пример во пакет HBO ги вади, не знам, недела за недела, па не можеш да ги дочекаш, нели, да ги погледнеш. Во секој случај, ако е добро и ако вози дејството, не менува дали е пола саат 45 минути. Што не гледаат таков тип на серии, па некогаш свикаш ке дадам шанса, па и 30 минути се видете, лесните комедии и серии најдобро поминуваат секогаш. Да. Значи тоа е тоа што светот го бара и но нормално сега не сме сите исти. Секој си има некој начин на тоа. Луѓе кои што не гледаат или кои што не го сакаат овој жанр, ние што и да му кажеш или како и да е написано, нема да го фатиш. Има можеби некој што ќе сака да види. Не знам, многу не знам дали ја гледавте Breaking Bad на пример серијата. Тоа фалење. Јас за таа серија можам да кажам дека поштено ме одбори, бидејќи немаше епизода што не ја заспав. Мислам, знаеш зашто е тоа? Затоа што треба некако некогаш да се поврземе со самата приказна. Ако самата приказна не буди нешто кај нас, ондак нема потреба да ја гледам. Јас не ја не гледав. Знаеш, има ова што е исто серијава една што ја гледаат многу луѓе. Her се викаше у неколку сезони на Netflix. Небитно за некој тип кој што нели се состанува со девојки, па после ги убил. Не, Her е друга серија. Да, мене тоа на пример, воопшто не ми. Затоа што не си девика што се плаши од стокери. Па тоа сакам да го кажам следно, да. Да, не бил стокер, ниту можеш. И тоа е најчесто го имам приметено кај девојките кои што Јас не ја гледав Breaking Bad. Со професорот што прави. Да, затоа Breaking Bad е одлична серија. Вич не сакам да гледам серии во моментот кога се многу популарни сите зборат, затоа што не мислам дека тоа не ми остава простор да си оформам сама мислење. Дали тоа е во еден друг период. Толку се збори, ја ги чекам да завршат, малце да стиша. Викам сега ќе ве гледам. Тоа е еден друг период каде што нема толку серии како што има денес, ама тогаш почнува тој бран на серии. Да. И имаше прикажување на секаде. Долга пауза. Да. И сега не Black Mirror, не знам уште неколку 2-3 серии кои што беа попопуларни, ама не беше као сега. Мислам сега доаѓаме до момент каде што може да ти препорача, да речеме, не знам, критичари на серии, на филмови или слично, ама преголем избор, да. А премалку време, тоа го збориме. Да, исто како со книгите. Немаме толку време за се. На 3 боди проблем сели таа ја одбравме, пошто ти исто како на Денис е на листа иста ми даде. Па си викам па еден човек да викнам тогаш само. Да. Мене таа серија, иако не гледам жанровски ова вие што гледате повеќе, ме воодушеви. Да. Така што повели. 3 боди проблем за мене беше ремек дело. И иако нели немаме многу време да ги гледаме некои нели серии, да им даваме шанса на сите кои што ги фалат, ова беше една од тие серии кои што морав да ги прегледувам по 2 пати, бидејќи имаше толку многу елементи кои што не можеш да ги изгледаш, значи не можеш така да си лесно си седнуваш и сега така си тече серијата. Не, туку има толку многу информации.
па сакаш да обрнеш внимание на глумата, па на режијата, па на сетапот, нели каков е, и тоа се има толку многу приказна во себе што јас со такво уживање одамна не сум гледала некоја серија, да ти ги тригерира сивите кели, нели? И тоа морам да признам дека до тогаш ја немав читано книгата. Книгата ја прочитав отпосле. Тоа е сет книги. Претпоставувам дека сега втората сезона ќе биде веќе понатака, нели, дека Три боди проблем е само првиот дел. Меѓутоа, пак ја кажам, на мои пријатели, мои блиски, кога им ја препорачував, ми викаа, ајде, какви се овие глупости. Какви ванземаљци, какви спојувања со Вселената и така натаму. Просто не ги интересира таа тема. Значи, нешто што за мене секогаш било многу фасцинантно и генерално кога ја правев листата, сватив дека тоа барање на нешто повеќе во универзумот е нешто што цело време мене ме привлекува, значи од контакт, и многу интересно што филмовите, сериите што мене многу ми се допаѓаат, генерално сите 99% се базирани на книги. И тоа не на какви било книги, освен Три боди проблем, која што е релативно нова, пишувана во новиот век, мислам дека некаде 2008-2009. Другите книги кои што и денес ги има изваден, другите филмови уствари се базирани на книги пишувани во 60-тите и 70-тите. Значи Фондација на Исак Асимов од прилика тој период. Дюн исто така на Френк Херберт е исто така од некаде 60-тите. Пред Фондација, да. Пред Фондација. Значи тоа е рецепт, некој рецепт кој што дава успех, затоа што самите книги успеале, па најверојатно и продуцентите. Ама е фасцинантно дека тие се книги, еве на пример и Контакт на Карл Саган е некаде 80-ти, ако не се лажам, нешто така пишувано, се не знам точно. Меѓутоа се фасцинантно е што тие книги пишувани пред 50-60 години, значи какво за мене е фасцинантно тие писатели како размислувале во тоа време во кое што ја немале оваа технологија. Значи да ги ставиш сите тие елементи во некаков контекст, да бараш свет надвор од светот, надвор од универзумот, за мене било фасцинантно. Например, еве во Дюн има сцени, значи тие што го гледале или што ја читале книгата или што го гледале филмот, во кои што нели носат специјални одела, во кои што човековата пот и течности се преработуваат во питка вода. Замислете тоа пред 60 години на човекот му паѓа на памет. Па затоа што немале толку технологии, имале поише слободно време. Да. И се вложувале во тоа што го правеле, за разлика од сегата ултра. И биле фокусирани. Ние сме сега една генерација на дефокусирани луѓе кои што не можат ни 50 страни од книга да прочитаат без 10 пати да погледнат во телефон. За мене се тоа е фасцинантно дека стварно добри, одлични филмски дела и серии се базирани на книги. И тоа е спојување едно на, да речеме, исто така го спомнавме и приказната за робинката, односно јас го издавив како книга Тестаменти, со тоа завршува приказната за робинката на Маргарет Атвуд. Исто така е пишувана во 80-тите години, а практично го отсликува човештвото и цивилизацијата 40 години, 50 години покасно. Што е по мене, например, многу не знам, не можам да најдам друг збор од фасцинантно. Значи, начинот на кој што умот на тие луѓе функционирал и сето тоа го изложиле, го напишале и тоа станува сега, после толку време, мега хитови, да ние се идентификуваме и со тие ликови, со тоа дејство, за мене е навистина голем предизвик, кој што секоја чест на тие што успеале да го реализираат. Инаку, во контекст на Дюн, јас ја имам читано книгата, ги имам сите делови од Дюн, и ги имам читано на времето кога сум била студент. Некаде во 80-тите, мислам дека беше 80-тите или можеби 90-тите, Дейвид Линч направи серија и таа толку ме разочара, што ја просто си реков, не сакам ни да гледам повеќе ни една епизода, бидејќи ми го наруши моето мислење за тоа како изгледа, како Филм, мислам дека беше филм. Или филм беше, филм беше, не го догледав, просто вака ми беше Кайл Маклахлан неубедлив у таа улогата на Пол. Значи, све ми беше погрешно. За разлика од тоа, ова што го направи Денис Вилнев 21 година со првиот Дюн и 24-та со вториот, екстра. Значи, се што му е ставено како технологија на располагање, начинот на размислување, влегување во сегментите, не знам дали сте го гледале филмот, во еден дел од филмот, кога од едната планета се префрла на другата планета дејството, во кое што нели зачинот
е најважниот, односно е панданот на нафтата и така натаму, се менува и колоритот на целиот филм. Да. Значи, станува речиси монохромен, а ние како гледачи во првиот момент не го забележуваме тоа. Со цел нели да им доминираат очите, бидејќи зачинот влијае на не знам, на промени во телото кај домородното население. Значи брилијантни сегменти кои што се фатени и кои што се представени најдобро што може да бидат представени, при тоа избегнато е green screen и така натаму CGI. Значи све што стои ново на располагање на модерната филмска индустрија и технологија, све беше употребено, а изгледаше врвно. Изгледаше како што треба да помене како што треба да изгледа филм во трета деценија од 21 век. Значи пред да преминеме на предлогот од Денис, The Lake или Езеро, така беше? Да. Другото правилното ствари име. Уште една серија да споменам, ама нема многу да должам, бидејќи вие зборувавте на таа тема сега. Серијата е каталонска, малце може ќе ви биде тешко и на тие што ќе ја гледаат поради бидејќи тоа не е шпански, тоа е сосема друг јазик. Постара е некаде од 2017-18, не знам зошто нема поголем успех, има на Netflix и се вика If I Hadn't Met You, и е за паралелни универзуми, пошто мене тоа ми е една фасцинација многу. 10 епизоди се, многу споро целото дејство, споро се гледа, ама е толку добра серија. Нема повеќе да откривам, пошто и мене ми е одамна гледано, ама ја зборевме хиперпродукцијата, колку се снима, колку ствари некогаш забораваме. Некогаш забораваме и што сме гледале. А серијава ја гледав пред пандемијата, нели ни се делат животиве пред и после пандемија. Ја имам запамтено уште, така што веројатно според мој вкус била добра серија, ако ја памтам и после 5 години и сега The floor is yours, што би рекле. Далек, Езеро. Е словенска серија. Може би вака, кога би ја погледнале, нема некоја преголема разлика од сериите на платформите како Prime, Amazon, Apple Plus и слично, но сметам дека за Балканот е една од подобрите серии. Трилер, така малце личи на нуар. Доста интересна фотографија, се случува во некое, не знам каде е точно местото каде што се снима, ама е некое место во Словенија кое што е целото со снег, некое планинско место каде што се случува целото действие, се случува убиство на самото езеро, на девојка, и еден од главните актери, тоа е Себастијан Кавадза, еден од подобрите актери од Љубљана, Магала. Тој е главниот лик, он е инспектор на крвни деликти и доаѓа после новогодишна вечер, поминува од покрај езерото, гледа полициска кола и се нафаќа да го реши случајот. Има доста интересен тим, тоа што највеќе ми се свиѓа е актерската игра, тој минимализам на целото тоа што воопшто не личи на балканска серија, и самиот момент на камерата, може би јазикот, дека не го разбирам до толку, па нешто има и во тоа, така да Езеро е една од подобрите наши балкански серии од поднебиево што би ја препорачал. Продукцијата е словенска, да, или и актерската екипа или има и од другиве земји? Тоа е супер тогаш кога словенците се доста послаби во снимање на филмови. Они се доста добри во театар, но ова е нешто што ова е некој, не би го нарекол полубран, со постара екипа која што сега излегува на површина. Себастијан Кавадза е еден од најпознатите актери кои што игра на филмови надвор од Словенија. Немаат они многу филмски актери, но овде целата екипа на Нина Розман, Пук, целата актерска екипа дава нешто што за момент нема да помислите дека е Балкан упрашен или нешто туку близина, туку е негде. Така, доста личи на некоја шведска, на норвешка серија. Така, има постарот ми личеше кога го гледам, дури постарот наликува така. Целата естетика е таква, е ладно, зима, све е во снег, све е бело и така, зимно време се случува целото действие, топло е препорачувам.
трае уште или е серија што е завршена? Пак ќе кажам, јас со серии престанав пред 2 години. Значи завршила. Да, така да и ова е исто, мислам дека сличниот 2021, 2020, 22 тука негде. Супер. Јас имам уште една серија па да преминеме на филмови, се вика Агата All Along. Не знам колку вие следите Марвел, ама сигурно тие што ќе гледаат, има љубители на стрипови, има љубители на Марвел. Јас како некој што не читал во животов многу стрипови, може да ја препорачам на луѓе што можеби не се толку многу патени во Марвел, нема да им биде нејасно од каде се ликовиве и што да не се мислат случува. дека нема да ја сватат. Да не мислат. Значи јас ја сватив. Да. Видов дека има вештарки, ми требаше нешто си го одмора мозокот, а да не се оние нели бозичките љубовни божикни новогодишни, кај што пола филм го спиеш, знаеш на аеродром дека ќе се бацат, ќе се земат и завршува. Обично во мал град, Во мал град, да. Така што интересна серија за вештарка по име Агата, што ги губи своите моки уствари на вештарство, на магија, како и да се нарекуваат. Работи како детективка и наеднаш некоја од незините пријателки, ајде да ги кажеме, се враќа во градот и ја потсеќа Агата која била всушност и она сваќа дека е вештарка, дека не е само обичен детектив што живее во мало место, што вете се грижи нели за безбедноста на граѓаните, а серијата почнува така што има едно убиство на девојка и Агата сваќа дека нешто е нејасно од каде е познато како изгледа девојката, уствари таа девојка е вештарка што некој ја убил и заедно со едно момче што уствари се спомиња во претходни серии, ама може и да се гледа серијава одвоено, одат на пат, така се вика Пат од the Road, одат на пат, се собираат сестринство на вештарки на одредена мисија. Серијата ќе продолжи, ќе се вика поинаку, ама тоа се веројатно неколку делови од серијалов. Интересна серија ако ви се гледа нешто што не е само трилер или комедија или sci-fi, да не мора да имате никакви предзнаења од Марвел и стриповите, а да си го одморите мозокот, ама па има тој и ти што го кажа, мислев дека некаде може да преспивам и да не гледам, ама ја враќав назад. Да, зашто нели да обично во Марвел има да. многу ликови, па треба да пофатиш од каде е, што е и како е. Топла препорачувам, брзо се гледа, освен деловите што ќе мора да ги вратите, немој да спиете пред телевизор. И мислам дека ќе погледнам уште нешто од Марвел, затоа што последното од Марвел што го имав гледано беше ако ви текнува Джесика Джонс. Не знам сега Марвел колку следите вие, може некои од гледачиве, слушателиве гледаат. Во меѓувреме има изданија. Да. Таа беше последна. Пак ќе речам, животот пред пандемијата и после пандемијата. И мислам дека тука да завршиме со сериите. Кој ќе почне од вас Па јас филмови? го раскажав мојот филм. Зборев и за Дюн. Да, што гледаше Да. ти, Денис, последно од филмови? Немам филм у моментов, стварно не ми тек. Пробувам сега дури трае целово интервју да ми текне, ама Што од нашиве филмови, од твоиве колеги или тие кои се учествувал во нешто, годинава предходната имаше доста успеа нешто да погледнеш? не успеав ништо да погледнам. За жал. Немам у моментов некој филм, не ми текнува стварно. Тогаш јас ќе ви кажам за еден филм. Може. Па ќе преминеме на книги, Може. пошто кажа дека ти си се вратил на книгите сега Инаку- кој Да, имаш може. малку Има слободно време. секогаш нешто као еве нели Cineplex, као и не знам што да гледам, ај ќе гледам Cineplex. И еве јас пред некој ден не знам се најдов у дилема дали Гладиатор, вториот дел или Wicked, кој што додека бев во Америка имаше таква ненормална маркетинг кампања, многу би сакала да можам да знам колкав им е маркетинг буџетот, затоа што цел Њу Йорк беше во зелено и розево, значи тоа е нека приказна што се случува, не знам колку години пред Алиса да дојде во земјата на чудата, нешто тоа е Wicked.
Тоа е со Ариана Гранде. Со Ариана Гранде, да, и дури има представа на Бродвеј која што редовно, нели, 2 пати во текот на денот се случува секој ден. И искрено не можеше ни едното ни другото, и на крај си реков нешто не ме влече ни лево ни десно. За Гладиатор не слушнав добри многу критики, можеби тоа ме одби, а ова другото обикете некој тип на мюзикл, па си реков да не испадне некој разочарување како што беше со Джокер, и подобро да човек си одседи дома да си изгледам некоја епизода од нешто друго. Така, јас го гледав баш викендов филм во кој глуми Кейт Уисланд, и така и беше презимето. Рековме дека со презимињата ми го погодив. Дури и тоа што сега се зборува, бидејќи име на мини турнеја, дека, ајде да речеме, типува дека ќе добие Оскар за улогата. Станува збор за филм за една фотографка фоторепортерка од Vogue. Името е Елизабет Милер. Филмот се вика Ли. Почнува пред Втора светска војна. Значи, Елизабет била порано манекенка. Значи, действото почнува така што таа фотографира дел од незините бивши и сегашни колешки во Франција. Уствари е во куќата на Пикасо, бидејќи тоа се во куќата на Пикасо во Франција, а тоа се јавно достапни податоци, бидејќи биле многу добри пријатели. И действото се одбива малце пред војната и за текот на војната, и нели како и секогаш седат луѓе што се полево ориентирани, писатели, манекени, актери, каде што не им се верува дека ќе биде наскоро војна. И сосема случајно они бегаат од Франција и одат во Лондон со нејзиниот сопруг. И таму сосема случајно она се поврзува со тој Vogue во Лондон и почнува да фотографира. И сега, бидејќи е жена, малце и нереална приказнава, во денешни услови, дури ќе мислиш ако не прочиташ дека е вистинска приказна, дека е такаисценирано, нели? Дека, ајде сега, с феминизам и све, звучи нереално. Да. Жена што е родена 1907. И е многу интересно затоа што она се изборува да не ја пуштат во Франција на, нели, на бојно поле да фотографира, бидејќи претходно она ги сликала само жените што се во Лондон. Дали се офицерки, дали жени што се останати во градот да ги чекаат своите мажи, синови и така натаму. И она успева да отиде, бидејќи сваќа дека англичаниве нема да ја пуштат, ама бидејќи американка, амбасадата што е таму, нели, на Америка, дека они би дале дозвола да оди. Многу прекрасна е глумата, дури во некои делови е толку добро снимено и толку она видоизмената, она е простетик маската, што веројатно како да свикаш минка ти ја става. Ама она има и многу мощна трансформација во своите војни. Дури нема да забележиш дека е она, колку е добро. Многу интересни работи се случуваат во Франција и исклучително храбра жена била. И сега ова не е откривање на детали, ама мора да го спомнам, бидејќи јас онака го завршивме дома филмот и реков зарем можно да постои ваква жена, инаку починала во 70-тите и нејзиниот син исто се бави со фотографија и сега има нејзин музеј, има интернет шоп каде што продава дел од нејзините фотографии. Значи, веќе на крајот на војната, заедно со свој колега, исто американец, они влегуваат во куќата на Хитлер во Минхен, и тука Елизабет, актерката, ликот, нели, главен, се соблекува, односно се облекува облеката со која претходно фотографираше во еден од логорите. И онаква цела со кал, со крв, влегува во када, става слика од Хитлер до кадата и му кажува на колегата, те молам сликај ме вака. На некои места каде што читав, таа фотографија се смета за една од 10 најдобри фотографии некогаш на кои има позирано жена. И онаква вевка, ова го имаат измислено, не може да биде во Vogue. Земав да гуглам и видов дека буквално имаат истата фотографија направено што манекенката, фоторепортерката, да, имаат рекреирано баш буквално до детал. И бев
премногу фасцинирана, топло го препорачувам. Знаеш дека е нешто филмот. добро кога после филмот почнуваш да гуглаш. Значи, Или за време на изгуглав филмот додека трае, па Нејзиниот проверуваш. син има напишано книга за Пикасо, тоа ќе го оставам исто во линкови, зашто не ми текнува како се викаше, толку многу работи видов, бидејќи биле кукни пријатели на сајтот, што ќе оставам исто во описот на профилот, ќе може да видите и вие. Има многу интересни слики од Пикасо, онака баш, ајде да речеме во домашна атмосфера, додека се дружили со незиниот син. Тоа заборавив да кажам, низ целиот филм уствари она за прв пат на својот син му раскажува за својот живот, бидејќи него не му е јасно зошто што тогаш не било типично, нели, во претходниот век, во тие години, жена да работи толку многу, да ја нема дома, е луд цел живот зашто неговата мајка отсуствува од домот и тако ствари се развива целата приказна. Исто ќе споменам уште една фотографија, нема врска, не е тоа откривање, јавни податоци се, што исто понатаму мислам дека има добиено и награда, каде што оди во еден од базите војнички, каде што го слика долниот веши хулахопките на офицерките таму, бидејќи сепак работи за ВОК. И сите слики она што од бојното поле во Франција, од војната ги сликаше, повторно бидејќи нели е жена, не сакале да ги објават и многу години подоцна сите слики ги објавуваат во Америка, во ВОК. Јас се воодушевив од филмот, не знам кога сум гледала последен пат филм и да ми текне и да ти кажам што филм гледав, пошто нешто последниве години сега ретко филм може да ме воодушеви, не знам за вас како е, ама и сум ги гледала и сум ги заборавила, дали тоа било и во кино, па ми било срам да станам, па сум го догледала. Тоа е мојот предлог од филмови, ти ни раскажа измеѓу друго, нели? Денес, пошто сега имаш време за книги, која книга би ни ја предложил? Тоа е Foundation, Исак Асимов. Многу е слична со Дюн. Да. Мислам дека и во некој интервју таму 80-ти Исак спомнува дека се инспирира од Дюн. Така доста интересна утописка приказна која што се случува во галаксијата. Пред се да објаснам, фондација се вика тоа друштво кој што главниот лик го создава, не е невладина организација да помислат другите, туку е така го нарекуваат. Морам исто да кажам дека е напишана 57-ма, 56-та, така нешто. Доста интересна. Пред некое време видов дека Apple има повторно кај Apple. Apple има серија, не ја изгледав серијата, не ја гледав. Нова е таа или? Нова е, да. Нова е, не знам дали е, но сепак пак ќе се задржам на тоа што го збореше секогаш. Барем за мене книгата, еве пример Дюн, книгата и филмот ми се сосем поразлични ствари. Некако во филмот таа љубовна приказна помеѓу нив двајца е секогаш нагазана за пошироката публика, нели, да може да се задржи, а во книгата ги мислам го има тоа, но некако е ставено на исто. И тоа е тоа што ми се допаѓа во книгите, што се многу пореални. Ама тоа е во книгите кои што се пишувани во тој период. Да. Книгите кои што се понови ја имаат исто таа потреба да се допаднат на пошироката јавност и малце знаат да нагазат поише на патетика. 40, 50, више кога валјда и нив им било преку глава и од Шекспир и од Чехов, и кои што љубовни драми и од војни тоа плюс, да. Али сите тие драми кои што биле напишани љубовни, валјда луѓе го решиле да го сменат тоа. И така да деталите и начинот како некои сегменти се офатени за да целото тоа функционира во тој нивни свет, во таа книга. Ти зборуваш за сите за целата колку е трилогија или за Да, тоа е триологија која што е фондација, така. Првата да, другите две уште ги немам прочитано, најдов на српски, не знам дали има на. Достапни се кај нас Да, тука? ги има. Ги има трите? Да. Добро, јас ја прочитав на српски, таму ја најдов. Целиот начин на тоа како ги создавале тие ствари, како е напишано, некако е многу, тоа што го зборевме преска пред малце, е многу повеќе време вложено во тоа за пред да се објави. Јас верувам дека тие книги ги
пишувале по 3-4 години за да се смисли таков Да. начин и сето тоа да има некаква логика во главата, кога ќе го прочиташ и ќе си речеш, аха, добро, па ова има логика. Да, може така да се случи. Така да не би го споредувал тоа е тоа што денес како сваќам дека не можам да го споредам тоа што во минатото луѓе како Асимов го пишувале и го создавале и тоа што денес е нели хиперпродукција на само Нема серии, автори серии, секоја серии, година серии. книга што Да. издаваат сега на пример. И што се оние Да. бестселери, па Да. Има, мислам сега, има и книги што се продаваат во маркет, да речеме. Ја тоа не го разбирам баш. Као на полица во маркет, каде што им покрај патлиџан и не знам, кромит, можеш да најдеш и книги. Мислам дека тоа треба, книгата е нешто посебно и треба да постои посебен простор како нели дел од твоите спонзори, книжарите кои што ги имаме, така да тоа е просторот за да можеш да најдеш книга. И треба тој што работи во тие книги, не знам, библиотеки или книжари или што и да е, да едноставно секогаш да најде некој начин да го упати муштеријата за тоа што му треба. Тоа тука ретко се случува, така да јас пред да побарам кај нас некоја книга или нешто, најчесто барам, срчам, читам, па после тоа одам да ја барам. Да, имаше една статија ако ви текнува за некој библиотекар од Битола што буквално се што имаат на залика, знам. се што имаат достапно во библиотеката таму градска во Битол имал прочитано. И дека немало што нема човекот да ти предложи да ти најде само од разговор кога ќе дојдеш. Има такви примери, постојат. Има и светли примери. Да. јас Има и низ Скопјева. пред 10 години на премиерата на Џган, каде што никој појма немаше, мислам сега со трн и со вчерашниот после е смената играта, но претходно кога никој не ме ни познаваше, да речеме реално, кога работев само театар и филм, дојде еден новинар од Охрид кој што беше спремен со све што сум сработил до сега, од театар до филм. И ја тоа никогаш во животот го немам доживеано. У мојот живот никогаш не сум доживеал да дојде новинар и да ме праша за нешто што јас сум го заборил пред 4 години или 3, да, и да ме врати на тоа. Особено за култура Да. у Македонија. Да. Не знам, ништо. сега му го заборив името, но сигурно се уште работи човекот, мислам дека е за некоја охридска телевизија, така да мислам дека поголем дел од луѓето општо, не само новинари, општо од и нас како актери, и новинари, и музичари треба да земаме од пример како луѓето се спремаат за тоа што го работат. И тоа е единствен пример што сум го сретнал. Се За надевам жал. дека ќе среќаваш повеќе такви. Да. Па, до сега еве, потоа се поминати 10 години, не. Затоа го памтиш. Затоа го памтам. Да. И Да. ова со маркетива што го спомена, некојаш сум мислела па дали ако е подостапно секаде, нели ќе одиш во продавница по леп, може би ќе купиш нешто и Да, ма после што ќе сватив, купиш? Што? Да. може Дали би не. тоа што го гледаш, дали сметаш дека Ама тоа и што се после сватив дека еве веројатно во недостаток на простор и места во Скопје периодов, едно време Добро. правеа и поетски читања, некои настани такви во мол. И викам ќе одам да видам што публика има, нели, Да. бидејќи е достапно ти е, тука ти е. Викенд нема што да правиш, ке шеташ по моловиве и гледаш дека пак нема да застане некој што инаку не би дошол на поетско читање, така што нема потреба поетски читања да има во сред мол или да има у маркет книги што па и обично и се она како ја викаат чик литература или како беше Да, називот. како беше со на 50 нијанси, 50 Shades of Grey. Така, да. Како беше Па тоа се насловите што можеме да ги најдеме таму. Не знам како да станеш Не, домакинка. да, таа е или за милионер. или како да станеш тие се бизнисмен. мотивацијските Мислам, или тоа е- тие што се за широка публика, сепак значи Добро, луѓе не викам кои што дека не читаат треба да има, малку треба да има и повеќе. такви, да. Да, да, ама, да. Како викаат, нека не му е читаат местото, луѓето, да, нека не читаат, му е ако ништо местото. друго ќе Па не треба изградат све да се критериум чита, како тоа не с- треба. Да, Или не што треба све да треба. се чита, ја тоа го Добро, тврдам, јас секогаш сигурно. сум викала дека треба различни работи да се читат, барем јас самата Така, сметам да. така, за да знам што не е добро. така е. И Треба Само што нема толку Мора се време да ти за пројде низ да дадеш, раце. Така да е. дадеш шанса сега не на би нешто знаел што не е добро. што е лошо ако не би прочитал или изгледал или Сега, например, Било во што. МНТ,
Уствари, веќе ќе имам отиден ова кога ќе се емитува. Има, не знам дали е премиера, бидејќи сега годиниве со породилни со деца мали, не сум била одамна умената. Бели ноки, нели адаптација од Достоевски. Добро. И уствари реков, чекај да ја најдам книгата дома да ја прочитам пак, бидејќи. А која режира? Звездана Ангеловска беше знам, презимето. знам. Така е. Незина беше Дамјан и Ана. Да, Они уствари се... незина беше и Бесачи, ако не се лажам, таа ја гледав што беше исто во МНТ. Не се сеќавам Пред сега пандемија баш точно. периодот, затоа се сеќам, така ми е уште поделен животот. Не беше неизина Бесачи, мислам дека не. Или не е ни важно, ама ете така ми останало сеќавање и режисер, мислам она и актерка и режисерка, нели. Да, Дамјан Цветановски и Ана Јовановска. Ке ми извинат, ама кога ќе отидам да гледам ќе ми текне кои беа, пошто Ја ги кажам, ти ги спомнам. да, колегите се. И реков чекај да видам книгата да ја прочитам, бидејќи јас имав еден период таму кога завршува средно, кога многу ни беше кул ние сега руска литература да читаме се, јас сватив дека ништо неам у тој период од животот сватено, бидејќи веројатно не можеш до тоа ниво да сватиш и морав да ја препрочитам книгата пак за да се спремам и да видам што би гледала, дека уствари колку е таа книга според мене, може и една од погениалните и затоа мислам дека ајде да ти се истенчи вкусот за што и да те интересира во животот, стварно треба се да имаш прочитано, па дури и тие... Знаеш, ама треба да бидеме реални, тоа е сега скоро невозможно, бидејќи фокусот на внимание на новите генерации, па и не само на новите, и на нашите генерации е толку намален, што нема шанса луѓето да читаат сега, просто нема шанса ти децата во новото време, на новава ера да ги натераш да читаат Толстој. Нема шанса, ќе го отвори ChatGPT, ќе извади ревју. Па барем нека се информираат, нека видат на ChatGPT, има кратки рецензии. Да, толку. Инаку, сега види, реално и тие книги кога биле пишувани во други векови, немало никаква технологија која што би им го одземала вниманието. Да. Луѓето седеле под свеќи и читале 4 тома. Сега тоа нема шанса да се случува. Да, ама па и за да се информираше полесно до сега мора да се најде поинаков пристап. Значи има до аудиокниги, на англиски што сакаш варијанти, не знам. Да, нешто, но не може да не знаеш сега стварно некаква историја на литературата. Ако ти... Видов сега дури онака се преджвакува, има на TikTok или на се Рилови, има. во една минута имаш некоја рецензија или нешто. Па да, сето тоа е само за да има гледаност, нели? Да. Нека има баш за 59 културни работи. Да, 59 гледаност. секунди, да. Колку ни е attention spam или како се викаше? Па ние во маркетинг колку што го следиме тоа сега како некаков тренд, се помалку и помалку. Значи во еден период пред ковидот беше отприлика околу 20 секунди, па за време на ковидот падна на 12, сега е меѓу 3 и 5. Значи во 3 и 5 секунди, значи тоа се мери, значи не е дека сега ќе те гледам јас тебе колку време си, него си се ставаат специјални софтвери. Има компании кои што го прават тој behavior marketing, нели, на општото однесување на таргет групата која што ја студираме и го вадат баш онака, мислам, не е тоа од памет, сакам да кажам дека тоа е документирано и е статистички потврдено. Во 3 секунди, например, може само да ти го слушнат гласот или да ти го видат ликот. И доколку им се допаднеш, да ти дадат шанса може би уште 5 секунди за да стигнеш до 12, сега ако зборуваш нешто многу интересно, може. Освен ако не е твојата таргет група, таа што да речеме како денеска, нас сигурно нема да не слуша и да не гледа широката јавност. Нас ќе не гледаат луѓе кои што се интересираат за филм, за книги, кои што сакаат да слушнат нешто ново, кои што можеби ќе си запишат, кои што можеби меѓутоа ако ги нервираме или не сме им симпатични, нив сме ги изгубили уште во првата минута. Да. Така што многу е сериозна конкуренцијата денеска затоа што тоа е новата технологија. Има многу продукција има во секој сегмент има многу продукција. На македонски се уште мислам дека нема многу продукција, нели зборувавме. Па ја мислам дека имаме. Имаме дури мислам дека имаме и малце непотребна, така да мислам дека почнуваме за се, дали е тоа емисија, дали се тоа филмови, имаме продукција, нели се дефинирани многу по мене, барем сметам и од тоа што јас го работам, нели како во индустријата во која што сум, а нели се многу дефинирани вредностите.
Се ни проаѓа. Да. Знаеш, не ни е изфилтрирано што е добро, што е пожелно да се гледа или да се слуша. Критериумите не се јасни, некои полупроизводи поминуваат, стануваат хитови, а нешто што е посветено многу време, знаење, енергија, може да помине во една вечер и само една шака луѓе да го изгледаат или да го слушнат. Малци имаме проблем повеќе од другите, би рекла, значи за разлика тука повеќе од другите во нашиот регион, значи кога се компарираме со Србија која што има веќе сосема сериозна сцена или со Хрватска, како што знае денес. Па еве дури и Словенија почнува да влегува, значи во тие полиња. Значи ние имаме тука малку мислам, не знам, фино би било еве да ни кажат луѓето од издавачките куќи, на пример, кои автори се најпредавани, кои македонски автори со какво темпо издаваат, пишуваат, што се бара. Ептен бум на македонски да, автори. Меѓутоа, дали и каков тип да речеме на жанр поминува? Да не се тоа книгите за само помош или мотивацијски или лидерски вештини и така натаму. Тоа доминира и во светот, факт е тоа. Да, ги измисливме ние трендовите, копираме. Од Илика баш разговаравме и тоа се уште не е сменето, а дури е засилено годиниве, дека претежно публиката е се уште женска во книжарите. Треба да се испита зошто е тоа така. Да, дека се уште повеќе жени купуваат и тоа онака има јасна една дупка помеѓу возраста, имаш девојки од 18 до кај 30 години што купуваат книги, па после има некоја дупка, па имаш од 50 па натаму, веројатно, што е интересен факт кај треба да се проучи генерации помеѓу. И што е со мажите? Можеби мажите не дека не сакаат да читаат, меѓутоа можеби не добиваат на располагање литература што ќе ги интересира или што зборува на нивниот јазик, сега не знам што читаат, трилери. Сигурно не читаат љубовни, не читаат љубовни романи. Нека направи анализа што е у браншата. Да, тоа би било фино да се обедина, да речем, издавачките куќи да ги преплетат нивните информации, статистиката што имаат, па можеби ќе се извлече некако заклучок. Само знам дека луѓе што пишуваат книги за деца и сликовници, дека годиниве од пандемијата, веројатно кога сите деца седеат дома и родителиве ќе го искористам зборот полудеа, што нема што да прават со децата, не одат во школа, во градинка, има сериозен бум на издавање на сликовници, што у Македонија се нема случајно многу време. И гледам дека онака има трето, четврто издание, што е баш супер, нели, Биби и Боби, веќе се у светот секаде. Се надам ќе се појават и некои други такви, зашто ние немаме содржини на македонски. Не знам, логиката вика ако има бум во сликовници или во детска литература, во љубовни романи кои што ги читаат девојки и жени до 30 години, значи тука некаде има дупка на таргет група која што треба да се фати. Логиката во мене е дека таа таргет група треба да се види што сака да чита. И можеби да се влезе во, нели, нова етапа, не да се штанца екстра продукција да се прави на нешто што веќе го има, туку на една група која што не добива тоа што го бара или што го очекува. Украдете ни идејата. Да, напред. Да. Па добро, да, ама тоа мислам, јас сметам дека има онака цело време се појавуваат работи и емисии како мојата и твојата и не знам, видеа и инфлуенс реклами и подкасти кои што се финансирани, нели, од фирми, банки за бизниси и за слично, така да тоа се согласувам дека можеби малце премногу тоа. И тука настанува тој хаос и кај младите и општо кај повеќето луѓе, пошто јас сметам дека ние тука немаме реперка во што треба да пратиме. Најчесто овој народ тоа што се сервирало, тоа сме го гледале, дали од телевизија, дали од серии, дали од детска програма. Да, пасивна публика. Одредени луѓе одредувале за нас што и како треба да гледаме, ако се навратиме 30 години уназад. Па до ден денес и мислам имаме подкасти кои што се бават со секакви ствари. Сега не ќам никој да именувам, но сметам дека тоа треба да се редуцира. Прв пат кога ме побара од Trn.mk ми рекоа да направиш подкаст. Прво што реков е затоа што сите имаат подкаст и подкастот бара време за да се вложи, за да се спремиш.
бара одредено време. Ја го неам тоа време, така да смислив концепт кој што може помалце време да ми одвои. Сепак сакам да бидам фер према тоа што го работам. И тоа што го давам како услуга да биде исполнето и да има некаква логика. А денес кај што секој втори има емисија, секој втори има подкаст, мислам дека треба малце да ги Тоа природно ќе да. се изфилтрирано време сите сајтови Да. ваде, ако ви текнува Да. на експанзија Слаткар кога беше ултра популарен, многу млад на 20 на година, сите сакаа да бидат рапери, па имаше некој батл се организира и од тоа испадна сега само дечкиве 2 бона од целите тие што се Да, обидуваат, али се така смени што стилот на музика, секој стана сака да трапер, си да. проба да види што ќе направи, затоа што прво не можеш ти гости да договориш. Јас на Денис му се јавив кога во јуни месец. Си ти имаме обврски, значи ти треба да имаш истреност и време, да го чекаш човекот. Така што си бара работа, ја мислам дека работите природно некако, па дури сега трендот е одржавава на наша, подкасти, тоа е ќе се тоа. изфилтрираат, Да. ета стои позади вас аман од подкасти. Да. Сама ја што си го ставив. Пошто опфативме за книгиве многу, јас само на кратко ќе ја кажам, книгата се вика Ваби Саби. Не знам кој е авторот, ќе го Двајца ставам во еден е. Ово е авторот е шпанец. Двајца се. Двајца беа. Ете, добро, Имаат- свимиња. да. Тројцата ако не споиш еден ќе го Да. погоди. Никој името. нема ништо да Мислам погоди. дека цела серија имаат двајцата направено околу. Да, ќе изгугламе тоа, ќе ставиме интересна книга е за тој цел концепт на живење, на некој минимализам, некој мир што го имаат јапонците, ти беше и таму, тоа е сосема друг Да. свет. Значи, Ваби Саби уствари целата филозофија на живењето, да. живење. Професор еден по германски во Шпанија добива разгледница и трга на пат во Јапонија. Повеќе нема да зборам, ќе ставам во опис името секако. Има ли подкасти од регионов, од светот, некои YouTube канали што ги следите внака на дневно ниво или од време на време, што ви е интересно, што е за предлог? Па јас YouTube канали, TikTok канали, не сум фан на TikTok, морам да кажам, иако сите некако ме тираат, ајде, некако ќе ти се погоди алгоритмот е најдобар, ама некако не ми тргнува ниту на YouTube. Има подкасти кои што ги слушам и најчесто ги слушам во кола додека сум. Вака освен мојот, нели, на тоа алудирам. Да, не, за од регионот рековме сега или од светот. Не знам, јас слушам нешто сосема различно од тоа што го читам и го гледам. Да речеме, ме интересираат повеќе онакви психолошки подкасти, бихевиористички типови на подкасти кои што навлегуваат во однесување на одредени групи, зошто е такво или вакво во одредени периоди. И тие анализи ми се така некако многу окей, таман ми се, значи, за додека стигнам од точка А до точка Б некаде пола саат, нели, низ Скопје. Тие ги слушам, да речеме, ми е интересен, го слушам Джей Шети, знам дека многу не им се допаѓа, меѓутоа мене ми е забавен, Мел Робинс, ја сакам Брене Браун, она има малце повисоко ниво така во поглед и кон технологии, така слични некои работи. Сакам ја да слушам доктор Рамани, она работи баш на психологија. Да, од нејзина некоја книга имав. Да, она е нешто ново сега, симната. као популарна, трендовите на нарцизам ги дефинира Баш зашто за се периодов, за баш за години, периодот зашто доминираат и така натаму. Од прилика тоа, меѓутоа многу помалку од се ова другово, инаку само да кажам дека околу книгите што ги спомна, јапонските писатели доживуваат на вистина еден бум во светот, во светски рамки. Иако порано, да речеме, се базираше можеби тоа што знаеш за јапонската книжевност, го знам Мураками. Сега тоа е многу поголемо и еве сега додека бев во Њујорк, значи цел еден дел во Barnes and Noble беше посветен само на јапонските писатели, нивните книги се исто така многу добри, мислам дека ќе ти се допаднат во нашиот контекст на ова што го гледаме.
една од нив да речеме која што само сакав да ја препорачам, многу беше, мислам дека и тука ја познаваат, веќе беше хит, се вика Додека кафето не се олади. Да, тоа се 4 книги. 4 книги се. Првата како тргна и наеднаш во рокот, не знам, година дена, тоа се приказни. Многу е интересно, различни приказни се, значи во секоја книга има неколку различни приказни, меѓутоа што е тематиката, постои кафич во кој што можеш да влезеш, да седнеш на едно одредено столче, само ако во моментот е празно и во тој момент ќе ти послужат кафе и ти можеш да се вратиш во одреден период во минатото, да се сретнеш со некој од минатото, меѓутоа таа средба мора да заврши додека кафето не се олади. Значи работи кои што останале недокажани, нејасни, семејни односи, љубовни односи. Има уште една работа, не смееш да се обидеш да го смениш минатото. Не можеш да го смениш минатото, тој човек или жена со кој што треба да се сретнеш мора да бил во кафичот и не смееш да станеш од местото, бидејќи ако станеш ќе се вратиш во сегашното. Фасцинантно е малце многу е интересно. Тоа е така јапонски скроз стил на раскажување на приказна. Во секоја книга, барем од тоа што сум читала, па дури и по кориците, таа нивна, нели, ајде да речем обседнато со разглабање на темите. Денеска ние немаме таков здрав однос со смртта, со животот, со колективот, дека ти не си сам на светот, дека си дел од заедница и баш се многу популарни кај нас. Се многу гледам ги преведуваат сите книги. Затоа што знаеш таа тема е на пример една тема која што е некој да зборува за тоа. Психологијата на секој човек. Значи сите ние сигурно имаме некаква ситуација во која што би сакале да се вратиме во животот барем у тие 5 минути додека не ни се олади кафето. Нешто ни останало недокажано, нешто ни останало незавршено. Значи точно е погодена, толку едноставно, ама толку е погодена една психолошка нитка на секој човек. И од тоа е развиена една супер серија на различни приказни, значи не се сите негативни, не се сите со среќен крај, просто тоа е животот. Да. Така што таа ја препорачувам, не кратки се книгите, значи за тие што немаат многу фокус да читаат книги, супер се и се различни приказни, значи добри се за пауза. Има уште една исто јапонска, не ми текнува на авторот, се вика Мачорот што ги спаси книгите. Повторно се провлекува тоа. На едно момче починува неговиот дедо што има библиотека и со еден мачор што нигде никаде доаѓа во чизми и зборува, го шета низ библиотеката, нели, патуваат низ времења и простори. Прекрасно. И баш се убави оние филозофии, онаа психологија што мислам дека затоа и се толку популарни, бидејќи на сите ни фали да добиеме некоја валидација, но да слушнеме дека е па нормално и да си тажен и смртта е нормална. Тоа ти што си го слушаш во кола за нарцисите и која е психологијата за тоа, дека не сме сами на светот и дека не е крај на се ако нели ти почини и близок се случи лоша работа, дека тоа се неизбежни работи од животот. Имате уште нешто од YouTube канали или да затвараме? Па не. Ја не пратам баш подкасти. Има еден YouTube канал и ако немате вие што да додадете да привршуваме, се вика The Better Union, мислам дека сега у последно време има многу интересни клипови. Едното видео беше за оние злоупотреби што ги трпат луѓето што се пријавуваат на реалити шоу, што се многу популарни на Netflix, па популарни си на Балканов, да не ги именувам, што се доста проблематични. Колку ствари тие луѓе работат за многу пари, за многу малку пари, ги тераат да снимаат по 20 часа, колку се злоупотребувани, дека онака буквално се киднапирани, не им даваат лични документи и така натаму. Имаш уште многу една интересна тема што баш тука на Магда од Трн и ја пратив. Зошто во овие 20 години е толку намален квалитетот на облеката, не само на fast fashion, што се случи годиниве што ние што и да купиме, колку и да чини од брендовите, нели што ни се познати, а се можеме да си ги дозволиме, зошто ништо не е квалитетно што се случи во модата. Мислам дека тоа тебе ќе ти интересира баш. Можеш и ти да го погледнеш видејќи нели сега актуелни се темиве за како да го спасиме светот, зашо ни се криви климатските промени, а толку многу облека купуваме и фрламе.
Да. И се друго на што не внимаваме. Да, меѓу другото, ама оваа тема мислам дека е Да. многу малце обработена. Па фала ви што дојдовте и што бевте првите гости на овој формат. Многу време се мислев што како. Во меѓувреме се видовме со Ели на кафе, ти ми пиша што направивме со подкастот. И викам, чекај, ако не можем актер да викнам на ваква епизода, кого би викнала? Фала ти се за И ми е за кем што поканата. дојдовте стварно Да, фала многу. Ми за се свиѓа поканата. концептот Да, ефтен, супер е да. да се зборува за теми кои што ни го збогатуваат духот и умот, а да не се држиме само за секојдневните теми кои што Да. не нервираат, туку да размениме малце некои убави предлози. Поразлично од сите Да. интервјуа до сега кои што сум ги имал и така да ептен ми се допаѓа. Фала ви. Тоа е тоа. Чао.